5%. Have you ever considered selling? No, I can't. That's a no. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them for. И добре дојдовте повторно на каналот Bit Teacher Crypto. И денеска сакам да разговарам за тоа што се случува моментално на пазарот. Мораме да си поставиме одредени прашања. Што ако маката што моментално ја гледаме и низ кое поменуваме не е баш слабост, што ако е само подготовка. Што ако системот се обновува токму пред нашите очи. Најголемиот трансфер на богатство потенцијално би можел да дојде во нашиот животен век. Бидејќи додека ритейлот е во паника, големите институции ја пишуваат историјата. Верували не, денеска ќе ви покажам каде точно се наоѓаат Биткоин, Етериум и сите други коини во транзиција, па да започнеме со Биткоин. Иако вчера цената не ни сочека да го ставиме видеото, погледнете, веднаш по постирањето на видеото, цената повторно падна надолу и дојде до оваа зона каде што на 23 ноември го формираме. Day cycle low, цената повторно се враќа, како што можеме да видиме, се уште не го пробила. Ова што значи дека сега за сега сме уште сигурни и го очекуваме тоа движење во day cycle low, сето тоа може да се пролонгира и да дојде малку покасно, бидејќи моментално сме на, сега ќе видиме, на 70-тиот ден, што значи дека циклусот малку е подолг, некои ќе бидат поголеми, некои помали, но сето тоа понатаму се консолидира во циклусот 60 денови, така да, доколку погледнеме, овој индикатор е веќе на дното, што значи дека би требало да очекуваме мал пробив нагоре. Овие индикатори воопшто не ми се допаѓаат, погледнете, MACD е многу разделен, тоа воопшто не е добро. Може да имаме консолидација тука, ова е на дневен период и всушност доколку ја погледаме оваа структура, имаме некаков bear flag тука што се појавува на овој таймфрейм моментално. И доколку малку подетално погледнеме, ќе најдеме оваа структура тука. Ќе ставиме уште една тренд линија. Погледнете, ова е триаголник кој што резултира со движење повторно надолу и овие триаголници обично завршуваат во надолна насока и ова е тоа што всушност институциите го обожуваат, кое што го зборувам повеќе време. Погледнете, мала консолидација, ликвидирање на горните позиции, ликвидирање на долните позиции и што ни останува? Ни останува веројатно да се придвижиме повторно во некое поголемо можеби движење и конечно да ги достигнеме тие 100.000, но сега за сега немаме никаква потврда за тоа, цената уште може да потоне надолу. И сега да погледнеме што всушност објавив на 22 декември, погледнете ова слика, колку зумираме, го очекувавме ова движење, кое што веројатно ќе изгледаше како и предходното, а сега ќе се вратиме на главниот графикон за повторно да го споредиме тоа движење. Погледнете, имаме скоро идентично движење и сега, бидејќи пазарите знаат често да прават тоа. Погледнете, токму во day cycle low, само што ова е малку веројатно подолго и би изгледало нешто вака. Погледнете, колку всушност се совпаѓа овој графикон. Погледнете, можно е да добиеме day cycle low, секако може да се пробие и да се ликвидираат овие позиции и ќе имаме веднаш
од технички аспект, пробивање на структурата и мнозинството тука ќе каже дека сушност сме ја пробиле оваа зона, дека сме во bear market и слично, но што би следувало после тоа, би следувало можеби нешто вака и цената повторно да се врати нагоре и да добиеме некакво си повторно ликвидирање на овој позиции, бидејќи пазарот обожава да го прави тоа. Како што кажав, се уште немаме пробив ниту на првата тренд линија, ниту на втората, за да кажеме дека сушност е формирано ова десакало и не можеме да кажеме дека само 60 дена се доволни за да формираме некој дно. Потребни се и други индикатори да се гледат за да успееме да го формираме тоа дно. И што всушност сакав да дискутирам, всушност тоа не е графикон и не станува збор за циклуси. Моментално тоа е глобалниот економски мотор кој се редизајнира. Историски гледано, растот произлегол од специфични работи како што се населението и продуктивност. Сега сите овие паѓаат, и ако гледате на тоа дека всушност растот на населението опаѓа, го гледате и GDP, стапките на наталитетот опаѓаат, продуктивноста е рамна и од 2008 година речиси сите нови долгови само ги сервисираат старите долгови и тој систем тотално е расипан. Сега, каде ќе се случи надградбата во системот, тоа ќе се случи при усвојување на криптовалутите од страна на институциите, што навистина е многу значено за криптосекторот. Она што го имаме сега е комплетна надградба на системот. Првиот бран на крипто без шпекулации во ритейлот, мемиња, леверидж и возбуда, и дефинитивно мора да исчезне тоа, затоа што имаме институции кои доаѓаат во овој простор и тие не градат систем од трилиони долари врз хаосот кој што се случуваше до сега. Прво го ослободуваат левериджот, а потоа го обновуваат, и сето тоа мора да го реши ритейл секторот пред да се случи најголемиот трансфер на богатството, и тоа е целосна готовка. Доколку се вратиме сега и на овој графикон повторно го ставиме М2, кој што го погледнаме и вчера, знаеме дека 90% од ликвидноста го движи биткоин, а периодот од 2026 до 2030 година е масивен циклус за пренасочување на долгот, што владите едноставно не може да го решат, па затоа тие принтаат и ликвидноста секогаш завршува во криптовалутите. Златото води, криптовалутите следат и потоа крипто секако почнува да ги надминува тие перформанси. И моментално направивме некоја си анализа на биткоин, а сега да се префрлиме на етериум, да видиме што тука се случува. Ќе одголемиме малку на поголем таймфрейм етериум, и како што онего зборувавме и претходно, имаме масивна акумулација која што верувам дека ќе не одведе до многу повисоки нивоа, а нешто што е важно за етериум е дека се приклучува на JP Morgan, и всушност тука имаме и Fidelity која ќе лансира свој дигитален тикер за долар, така станува нативен токен на етериум. Замислете капиталот од трилиони долари кога ќе навлезе во овој сектор и кога сето ова ќе се тргува исто како акциите. А сега да го погледнем златото имавме пад, погледнете. Дали всушност ова е почетокот на корекцијата, не можеме да знаеме, но доколку ги гледаме циклусите, и тоа го направиме повторно сега, погледнете. Каква е всушност оваа симулација? 30 денови, повторно цената нагоре, 30 денови, повторно цената нагоре. И сега, очекувавме третиот циклус да биде left translated, што моментално се случува доколку не добиеме поголем врв од формирање на овој циклус, што би значило некоја си поголема корекција на златото, а тоа значи дека биткоин би можел да добие движење во нагорна насока. Така да сега за сега моментално врвот за
златото верувам дека полека се формира, тоа е непредвидливо и не можеме да го знаеме. И можеме само да претпоставуваме моментално. Погледнете го ова движење. Имаме 1, 2, 3, ево, третиот циклус, ќе мора да видиме, да почекаме уште малку, каде ќе заврши ова дно, доколку немаме врв повторно тука, тоа значи дека тој циклус е left translated и според циклусите очекуваме следниот циклус да биде во надолна насока и да го пробие претходниот циклус. Така да, тоа е тоа од прилика за денеска. Се надевам разјаснивме некои работи. А јас да ве поканам да се претплатите на овој канал и секој доколку гледате вредност во овие видеа, споделете ја на своите пријатели, лајкнете ги видеата, оставете коментари што всушност мислите за овие видеа и какви се вашите ставови и мислења. А ние се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.